Последни вести денеска, добро вечер. Во своето прво обраќање пред Советот за безбедност на Обединетите нации, украинскиот председател Зеленски повика на итно дејствување по информациите за смртта на цивили во градот Буча. Тој во своето обраќање рече дека руските сили убивале цели семејства, возрастни луѓе и деца и побара одговорност за тоа. А објави и видео од наводни руски злосторства во повеќе градови низ Украина. Зеленски пред Обединетите нации побара и Русија да биде сфрлена од Советот за безбедност. Рускиот представник во Обединетите нации Васили Небезја пак ги отфрли обвинувањата и повика лично Зеленски да преземе чекори за запирање на војната. Зараз світ побачив, що російські військові зробили в Бучі, поки утримували наше місто в окупації, але світу ще тільки належить побачити, що вони зробили в інших окупованих містах, в інших окупованих районах нашої країни. Географія може бути різною, але жорстокість однакова, злочини однакові і відповідальність має бути. Мы не действуем так, как американцы и их союзники действовали в Ираке и Сирии, стиравшие с лица земли целые города. Им их было не жалко. А нам жалко, потому что это близкие нам люди. Не дайте Западу реализовать свои планы, Владимир Александрович. Примите правильное решение, необходимое для вашей страны, потому что Запад готов сражаться на Украине до последнего украинца. Примите это решение сейчас. Ведь реальную ситуацию на фронте вы прекрасно знаете. Потом может быть поздно. Европската унија подготви нови санкции за Русија како реакција на смртта на цивили во Буча, зашто Украина и Западот ги обвинуваат руските сили. Санкциите вклучуваат забрана за увоз на јаглен од Русија, целосна забрана за трансакции со 4 клучни руски банки, забрана за влез на руски бродови во пристаништата во ЕУ и забрана за увоз на нови производи, како алкохол, морска храна и дрво. kanal5.com.mk. Веќе знаеш зошто. Вработените во управата и правосудството в четврток и петок ќе ја прекинат работата 2 часа, од 10 до 12 часот, барајки исплата на минимална плата и линеарно зголемување на платите на сите вработени. Од понеделник протести најавија и од Синдикатот на образованието и науката. Катерина Капковска. Вработените во министерствата, судовите, државните управи и агенции в четврток и петок ќе протестираат со двочасовен прекин на работата од 10 до 12 часот во знак на револт. Од Синдикатот велат дека 95% од институциите не исплатиле зголемена минимална плата, а 5% пак исплатиле со грешки. Бараат исплата на минимална плата од 18.000 денари за сите, како и усогласување со минималецот за останатите вработени, односно повисоки плати за 2806 денари. Во сите институции ќе биде стопрена предупредувачки, ќе има прекин на работата, известени се влада и министерства, сите работодавачи. Ги замолувам граѓаните на трпение, не е многу, 2 часа се, меѓутоа тие 2 часа можат да пораснат и да бидат 8 часа прекин. Од УПО сметаат дека само вработените во правосудството и управите земаат плата под минималната, па затоа и револтот таму дополнително расте. Доколку нивните барања не најдат на слух кај надлежните, тие ќе ги радикализираат протестите. Дејановски вели неразбирливо е како државата не ги почитува законите кои сама ги носи. Кој ќе ја санкционира државата за непочитување на законите што сама си ги носи? Министерството за финансии на 25.3 има распишано неколку огласи за вработување, меѓу кои оглас за вработување на референт писар. За ова работно место предвиден е паричен износ на плата од 14.909 денари. Ова значи дека Министерството за финансии свесно одлучува да го прекрши законот за минимална плата. За протест се подготвуваат и неколку илјадници членови на СОНК, откако синоќа преговорите со надлежните завршија без договор. За жал, никаков процент, никакви бројки не беа изнесени на маса и еве оттаму морам да кажам од една страна излагаме разочарани, очигледно или несериозно се сваќа дека ќе има генерален штрајк на 11 април, кој што може да има многу сериозни последици за сите воопшто, може да повлечи други дејности кои што ќе се охрабрат и ќе влезат во штрајк, така да
Навистина за нас е неразбирливо ваквиот однос на игнорирање на нашите барања. Доколку не се најде заедничко решение, деновиве генералниот штрајк во образованието и градинките ќе почне в понеделник и ќе трае до исполнување на синдикалните барања. А протест најавуваат и од синдикатот на Македонски пошти. Велат дека бараат линеарно покачување на платите и систематизација на работните места. Поддршка добија од Сојузот на синдикатите, од каде што пак побараа и решавање на проблемот со лицата кои земаат плата, а не се појавуваат на работа. Оправданоста на нашето барање за линеарно покачување на платите се должи на 30 години не покачување на платите на вработените во Македонска пошта. Говориме за мопеди, велосипеди за поштаразнесувачите, униформи кои повеќе од 15 години. Зборам за сите овие средства кои не се набавени во Македонска пошта и го отежнуваат работењето на нашите вработени. Имаме огромно незадоволство од постоечката систематизација на работни места. Централната власт и локалната власт и работодавачите купуваат само време согласно тој член 8, каде што вели согласно порастот на минималната плата во рок од 6 месеци треба да се согласат или скалецот да се зголемат сите останати плати. Но како што кажа и претставителите што се до мене, ние немаме време за чекање. Ние во очивме како синдикат дека има преку 200 души кои земаат плати, а не се појавени на работа. Да си го реши проблемот што поскоро, за да нема до овакви тектонски пореметувања во процесот на работа. Министерството за здравство информира дека согласно податоците од Институтот за јавно здравје во последните 24 часа направени биле 2212 тестови. Регистрирани се 236 нови случаи на COVID, од нив 38 се реинфекции. Регистрирани се 252 оздравени пациенти, а во текот на изминатите 24 часа и согласно регистарот на умрени со дијагноза COVID од мој термин, не се регистрирани нови починати лица. Додека епидемиолошката крива е во слободен пат и кај нас и во регионот, дел од соседните земји целосно ги укинуваат маските на затворено. Во Македонија пак долго траат процедурите за етапно олабавување на мерките. Сања Трајковска-Ставров. Мерките да се укинат, а маските во затворено да станат препорака или право на избор. Ова е ставот на професор доктор Никола Пановски, кој вели дека епидемиолошката состојба, особено во последните недели, е поволна и дојдено е време за целосно откажување од анти-ковид мерките. Мислам дека сепак треба препорака да биде за луѓето над 50, особено над 60 години, да избегнуваат собири во затворено со многу луѓе, да носат маски во продавница, во јавен превоз. Зборам кога би се укинале, контактите апсолутно не треба да дадат во изолација, а позитивните не треба да дадат во изолација ако немаат симптоми, ако имаат симптоми сами. Значи да им се препорача да седат дома. Што се однесува до сертификатите, веќе се изнесли дека требаше да биме прва земја, меѓутоа не сме, ќе бидеме последна што ќе ги укине. За тие ковид пасови ќе се смешни и не знам кој паметен се чудат после зашто немало доверба во Европска унија и не знам што. Па мислам, кои имате вакви мерки кои немаат никаква логика. Според официјалните статистики на Институтот за јавно здравје, во болница лежат се помал број на граѓани, па во моментот има околу 70 пациенти, а се намалува и бројот на смртни случаи. За 7 дена има 17 починати, што е намалување за околу 50% во споредба со минатата недела. Според последниот извештај на ИЈЗ, за 7 дена има околу 1600 нови случаи, што е за 5% помалку од претходната седмица. Дали ваквиот тренд ќе влијае за дополнително олабавување на мерките, ќе одлучува Комисијата за заштита од заразни болести на утрешната седница. Во меѓувреме, последните нивни препораки од минатата недела, маските за средношколците да се укинат и да има организирање на училишни екскурзии, се уште не добија амин од главниот кризен штаб и не се стапени на сила. Инаку, пред една недела мерките ги избриша Бугарија, каде задолжителноста на маските е замената со препорака. За ова се одлучи и Црна Гора, каде официјална одлука за укинување на задолжителноста на маските во затворено треба да се донесе неделова. Ви благодариме за вниманието. Пријатна вечер.